Што досега не се сретнавме односно да имаат слух за досегашните забелешки, упативме и такво барање до владата, односно до премиерот, да разгледа и да отповика оваа постапка. Ги изложуваме токму затоа и овој прес, да ги изложиме и другите страни кои што не знаеме колку допираат реално до органите кои што одлучуваат. Да слушнат дека навистина во јавните расправи има големи забелешки, а тие се игнорирани. Зошто го прават ова? Еве јас да се обидам да одговорам, меѓутоа јас не го знам одговорот. Можам само да предпоставам дека можеби се и лични интереси во прашање, затоа што со овој предлог голем дел од одржливото користење ќе биде мета на градење, урбанизам и така натаму. Значи и понатамошно уништување на водно и деловите на водно. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е само мое видување, немам сигурни извори за тоа. Или незнаење, како што кажа колегата, или личен интерес. Не гледам трета опција. Да оди овој проблем уште подалеку, годинава, кога владата конечно собра сили и обезбеди буџет за отпочнување на изработка на просторен план на државата, во истиот момент донесува и програма за заштита на природата на национално ниво, со двојно поголем буџет од оној предвиден за просторниот план.